повторно во фокус вештачката интелигенција, можеби не знам за години од сега на ова место ќе видите и роботи. О, боже, не. Зашто? Што ќе водат утрински? Па и тоа може да дојде. Или не? Не си помислила на тоа? Сум помислила, но се надевам дека... Во Србија го има веќе првиот водител. Не сум помислила, но се надевам дека ќе останеме една од професиите кои што ќе ни дозволат да бидат живи луѓе. Можеби ќе не сакаат роботите да стануваат рано наутро, можеби нема да им се зборува. Вештачката интелигенција веќе не е футуристичка идеја. Денес таа анализира биографии, предлага кандидати, ги поврзува компаниите со потенцијални вработени, но тука се поставува прашањето дали тоа значи побрзи, пофер процес или создава нови дилеми. Сега, дали навистина е тешко да се најде работа денеска во Македонија? Зошто кандидатите чекаат одговор со недели? И дали можеби технологијата, всушност, вештачката интелигенција ќе врати довербата во системот? Имаме платформа во Македонија, МК Job, активно работи на поврзување на луѓето со работни позиции користејќи AI технологии. Александар Кочовски ни е гостин по повод оваа тема утрово, основач на оваа платформа. Добро утро и добре ни дојде. Благодарам за поканата. Добро утро и на сите ваши гледачи. За мене ова е прво гостување во утринска програма и баш ми е задоволство што имам чест да зборувам за ќе ве паметам. Да. Ајде да таман да раскажеш како се роди идејата, кој беше клучниот проблем кој што сакавте да го решите, што се случува на македонскиот пазар на труд и дали успеавте во тоа при тоа? Да, значи клучниот проблем, како што кажавте и вие, дали станува потешко или полесно да се најде работа. МК Job е платформа која возможува полесно, побрзо и поефикасно поврзување на кандидатите со посакуваните работни места. Кога велиме вештачка интелигенција во процесот на вработување, што конкретно значи тоа во пракса? Во пракса тоа значи паметно поврзување. Наместо кандидатите да аплицираат на случајни огласи кои ќе ги видат денес, вештачката интелигенција им овозможува да аплицираат на огласи кои таа им ги препорачува на нив на еден начин, им ги препорачува на начин што им кажува кои огласи одговараат најмногу на нивните вештини, понатака тие можат да споредат уште пред да аплицираат на огласот, како нивниот профил одговара на она што се бара во огласот и понатака може да ја следат апликацијата. Значи да не се губи време залудно во принцип да не се губи време залудно, да. Добро, конкретно насочување, но со какви предизвици се соочувале кандидатите кои што вие при тоа сега на некој начин ги решавате? Да, ова е супер прашање. Кандидатите претежно се соочуваат со еден проблем на невидливост. Значи тоа пак влече корени од тоа што аплицираат на многу огласи за кои што не се релевантни и потоа нормално компаниите не стигаат да одговорат на сите апликации и кандидатите се чувствуваат обесхрабрени, што е нормално, храброст и мотивацијата паѓа. Меѓутоа постои и уште еден друг проблем, а тоа е проблемот на соочување со пак многу огласи, во моментов има најголем број на огласи на пазарот и кога кандидатите аплицираат на така да речеме случајни огласи, тие не добиваат никаков фидбек и вештачката интелигенција го нуди токму тоа, значи им препорачува на кандидатите огласи кои што се важни за нив, понатака им помага како да го изградат тој нивниот профил за да добијат поголеми шанси на пазарот на трудот и сето ова заедно им овозможува на кандидатите нели полесно да најдат вработување во иднина. Зошто кандидатите често чекаат долго без повратен одговор од компаниите? Дали токму технологијата би можела да го реши тој проблем? Најчестиот проблем е затоа што има преголем број на апликации и компаниите се поприлично ограничени во поглед на ресурсите за да одговорат на сите овие апликации. Технологијата овозможува да се реши овој проблем на начин што еве нашата платформа секогаш кога кандидатот ќе аплицира за работа, му дава известување кога неговата апликација ќе биде отворена и кога кандидатот ќе влезе во потесен круг на селекција. Ова помага на двете страни и на кандидатите бидејќи им дава на еден начин директен фидбек и на компаниите затоа што ги одржува кандидатите дека некој ја разгледал нивната апликација и дека треба да очекуваат контакт. Ајде малку за другата страна, ајде со какви потешкоти се соочуваат пак компаниите? Да, ова е интересно прашање, пак поврзано со претходното. Значи, компаниите се соочуваат со проблем на премногу работа и ограничени ресурси. Ако една компанија потреба од кадар. Потреба од кадар, да. Да речем, има компании што имаат 20 активни огласи и сега на тие 20 активни огласи ќе аплицираат 500 луѓе.
Добро. И проблемот настанува кога пак тие ограничени ресурси треба да се искористат за да се филтрираат сите овие кандидати, да се разгледа CV по CV и да се донесе одлука. Технологијата може да го реши ова така што ќе им на компаниите ќе им направи една ранг листа на кандидати кои што одговараат на тоа што го бараат, нормално квантитативно и квалитативно. А дали вештачката интелигенција може да придонесе кон пофер и потранспарентен процес на селекција или постои ризик од нов вид на дигитална дискриминација? Во Албанија имавме министерка против корупција, па излезе дека не е корумпирана. Така со вештачка интелигенција. Така. Затоа се поставува прашање, бидејќи ете со тоа ни се докажа дека не е толку совршена и вештачката интелигенција. Така е, вештачката интелигенција далеку од совршена се уште, меѓутоа добро е што сите модели кои што нели се појавуваат учат се повеќе и стануваат се повеќе и повеќе точни благодарение на фидбекот што ние им го даваме. Така. И тоа е целта со вештачката интелигенција да не ги замени луѓето, туку се додека служи како средство кое ќе ги поедностави и на некој начин ќе не спаси од оние административни работи, тогаш може да веруваме дека ќе води кон поправилен и побрз процес. Добро, младите во Македонија се отворени во користење на овие технолошки алатки при барање на работа, ги користат? Поприлично ги користат, не само во барање работа, мислам дека младите бараат шорткати во се буквално, во нивното секојдневие, а она што го покажуваат нашите податоци е дека токму младите, да кажам, таа група од 20 до 29 години ја користат најмногу нашата платформа. А со повозрастните има ли планирате ли да кажеме некоја едукација, можеби? Да, значи на сите алатки кои се заснуваат на вештачка интелигенција најпрво објаснуваат зашто се користат и секако има и дел од повозрастната категорија на граѓани што ја користат платформата бидејќи е доста user friendly и лесна за користење. Така. Класично CV ќе исчезне во иднина, слушајќите вака, или ќе се трансформира во нешто поинакво? Јас сум слушал и примери кога луѓе вереле, ти ги провери в социјалните мрежи, добар си за оваа позиција. Мислам дека такво е времето и ова е еден начин одговор на прашањето. Мислам дека нема да исчезне, секогаш ќе треба нешто нели да приложиме кога аплицираме за работа. Мислам дека ќе се трансформира во нешто подинамично, во нешто во форма на профил, каде што нели автоматски дури ќе сугерира врз база на однесувањето на кандидатот што треба он да смени за да дојде до посакуваното работно место. И повеќе ќе ги отсликува неговите вештини и искуства. Добро, како да се изгради доверба кај граѓаните дека технологијата им помага? Во моментов сме во многу рана фаза, каде што, како што кажавте вие, AI е секаде и дел од луѓето е нормално да се плашат од тоа, меѓутоа тој геп помеѓу очекувањата и стравот на граѓаните може да се реши само со транспарентност и со едукација. Значи мора да им кажеме на луѓето како се користи вештачката интелигенција, каков е процесот кај нас на платформата на рангирање на кандидати во однос на работните места, со цел нели да ги мотивираме, да му веруваат и да знаат дека тоа го правиме за нивно добро. Многу луѓе кои што активно бараат работа се обесхрабрени од процесот. Старомодни процеси кои што ги имаме, што ќе биде вашата порака за крај? За жал, голем дел од луѓето кои бараат работа поминуваат низ еден процес кој траеш со месеци и кој најчесто може да заврши со обесхрабрување и откажување. Се откажуваат, да. Меѓутоа, јас би сакал да ги охрабрам луѓето затоа што ние направивме една таква алатка, мобилна апликација, која не барате работа преку неја, туку таа бара работа за вас. Значи, се што треба да направат е да одберат која позиција сакаат да работат, или ако не знаат позиција, може и само индустрија да одберат, и локација на работа, и алатката автоматски ќе им препорачува огласи кои што се релевантни за нив. Благодариме. Благодариме за гостувањето. Благодарам многу, ми беше чест.